Браво, браво. Сигурен си дека е кара? Сигурен, сигурен. Порано Хашим Ага на врата ме пречекуваше. Истанбул и тебе ли те направил како него? Златен, во Истанбул не остана човек да го пречекаш на врата. Тебе за мртов те знаев. Јас дури и ќе умрам, а ти без да ме одмаздиш овде вака, само ќе се седиш. Можно ли е тоа? Син ти ништо не рече. Многу го притегнав детето. Умре. Рече ништо друго не рече. Колку години, Волку, не сум бил среќен. Да те видам убаво. Остаревме, нели? Лавот ти во староста е лав. Ама јас ти пратив Фабер, ти не ми одговори. Што ми праке Шабер со тој паварџија? Тој Господ ќе го излаже. Види, кога јас ќе ти пратам некого и тој ќе ти каже Господ не постои, Господ не постои ќе речеш, а после јас за Есапот ќе се погрижам. Тој не вреди ништо. Ја уби керката на Јашар. Уште бара да ги смирам. Како да му прости Јашар? Исто како што ти му прости на Полат. Нели и твојот син умре? Полат нема грев за таа работа. Види сега. Добро е тоа што си стана лоđа на место Ага. После ова ќе дојдам кај тебе да те прашам за добрини и за гревови. Кара, не ме напагај. Што и да кажеш ке направам. Ке одам со Јашар, ке се упукам. Абе, кажи ми, твојата сенка ли е тука или ти самиот ке бидеш тука? Прво сенката. После тоа јас. Брате, бе, Кена нема да ме погледне. Синко, играј на тенка жица, бе. Нема тај тенка жица, бате, нема. Не ме нервирај, пусат. Ако не можеш, кажи. И што да му кажам на Кенан? Бато ме мати рече, прво бидете мажи, после бидете фраери, ке му речеш. Ако не се одмази за сестра му, какви забави? Каде е мајка ти? Отишла кај комшиката. Да се видат. Ќе го трнете ли обезбедувањето? Ја шифолу на друг начин нема да дојде. Ни така нема до него да стаса Мехмед. Ама ќе го трнам обезбедувањето. Нешто друго ми се мотка низ глава. Што тоа, бате? Ќе се појавиш по весници и на телевизија. Ќе кажеш за се што знам. И за животот во организацијата и внатре во државата. Бате, нема да е само Ќешифоглу. И организацијата, и другите крила на државата ќе го притиснат ками сите. Затворот него ни спомнувам, бате. Нека ова му должиме, нека дојде да му платиме. Како сакаш. Чекаме ден Авер. Потоа ќе действуваме ние. Ако имаш мајка, организацијата и мајка ти ќе уби. Мајка ми е твоја мајка. Не собираш крушка со раце. Инджи и јас ќе те побарам. Ало? Ало?
Госпоѓо, треба да ве подсетам дека треба да одите на доктор. Кога? После 2 сата. Добро душе, фала. Ништа нема да јадам, не се труди за џабе. Ако не јадеш, не јади. Давуд ме побарали. Ги исклучив телефоните. Како Чичко Фикрет те ослободи? Му реков болен сум. Колку дена можеш да останеш тука? Јас не треба тука да останам. Ти ќе останеш. Помош! Спасете ме, Ке ти покажам јас тебе. Помош! Зошто ти се исклучени телефоните? Перијан побегна. Како тоа побегна? Ете побегна. Спасете ме! Нели ме слуша никој? Како тоа? Ако ти побегнала, зошто ја донесе тука? Господине Давуд, само ова да ни беше проблем. Само ова ни е проблем, таа ми е жена. Жена мена не е. Не сватив зошто се омажи. Агентска работа, агент. Тоа е меѓу нас. Погледни ме. Не ја криеш Пери, нели? Помош! Да немаш намера да ја убиеш керка ми? Господине Давуд, имавме некакво пријателство, заврши. Јас кога ќе видам странец во мојата куќа, полудувам, мечка станувам. Сум поминал и сито и решето. Го разбирам вашиот јазик. Ако ја криеш Пери, или ако знаеш каде е, ако дознаеш и не ми кажеш, ќе ти ги искувам пердувите. Мојата работа со керка ти не е заврши. Се додека не се разведеме, Да сум на твое место би оставила работата. Со радост би гледала дете. Бога ми, така се навикнав да знаеш, не ми се оди во обвинителството. Нема ли понуда за брак? Има. И ја одбив. Браво. Малку нека се мачи, не репај одма во тавче. Кој? Што кој? Со кого ке се омажиш? Со поет? Може би јас ке ти го држам велот. Ајде нацрта една невеста ти. Во ред. Ау, колку е бистра. Немој друг пат пред неа да зборуваш. Не разбирам колку е бистра. Од каде научила толку работи? Ме научи дадилката. Аха, ние не раставме со такви дадилки. А ти со кебапи и со баклави или порасна? На диета сум. 2 кило ослабев, не забележа? Ако знаеш, ти кажи ми, како сега јас да не наредам да го следат? Женска и ти запна со овој тата Раулу? Да видам. Не до толку. Ти ја кажуваш ли одлуката однапред? За истрагата никој не треба да знае, па ниту ни судијата. Кого бараш? Во внатрешни. Нека преземат мерки. Се каам што ти ги донесов досијата. Ке си имаш проблеми. Да го пикнат негов затвор. Па јас нека си имам проблеми, што ќе биде? Слушнав Ептен си ги оставил сите работи. Погрешно си служа, Хашимага. Имам една работа. Освен за таа, за ништо друго не се интересирам. Ме радува што нешто работиш. Види,
Нашите чеда умреа. Знам, тешко е. Ма што и да правиме? Правиме за да го запаметиме нивното име. Кога јас ке се одмаздам, името на ќерка ми ќе живее. Ова ли е таа работа? Аш има га. За ова секого ќе го купам. Секого ќе го продадам. Јас овде дојдов како твој брат. Сакаш да се одмаздиш? Одмазди се. Ама ова јадење не се јаде врело. Ајде, ако сакаш ке те запознам со кашифоулу. Кај ти ми ли дојде тоа куче? Кај ме не дојде. Помирете се. Казни го како мислиш. Нека помине пола или цела година, после тоа правиш што ќе правиш. Бидејќи кашифоулу не излегува на виделина. Безобразно му го гледаш. Си се шета каде сака. Јас потребниот одговор го дадов, Јашарага. Требаше да ме побараш. Каков брат си ти? Види, не заборавај, ова куче е државно куче, Јашарага. Не може туку така да го скинеш. Како твој брат, ако сакаш ке ве сретнам. За другото не се мешам. Брат, ти не разбираш. Тоа со Селви не е битно. Битно е со Евин. Не може да излезете пред луѓето. Честа ви е на земја. Каква забава, вели? Така да кажеше, ме лаже сега. Како да ќе разбереш, што ќе ти каже? Јас ти кажам дека татко ти само се плаши да не ти се случи нешто. Зошто не го нападне одма? Не зборувај глупости. Кажи ми мене, јас ќе отидам и ќе го пукам у глава. Ако татко ми го знае местото на Ќафи Шоглу, нема ли да отиде да му ја скине глава?